Македонија, гостиваре. Дали и гласот на птиците слушајте вака, дали и гласот на птиците, кој повеќе одамна го нема. Зборам за мојот гостивар, не знам за другите градови, веројатно и таму. Нели, кога ќе се пробудевме, па прво птиците ги слушаш. Сега не се слуша ништо. Видите, какви убави звукови. Сега не се слуша ништо. Сега ќе зборувам нешто, да, во врска со ситуацијата, да речеме, во Македонија. Еве, тука ќе го спомнам и Фондот за здравство на Република Македонија, кој, тој Сашо Клековски, каде што, да речеме, прво, неговите вработени во сите градови, нели, постојат инспекции. Што тие работат? Од аспект на, во секоја аптека имаме различни цени на лекарства. Ајде да ги намалам, да, птиците се баш многу убави, секога сум ги сакал, меѓутоа да се слушнеме во видео. Што инспекциите работат? Зашто земаат тие плата? Во секој град Фондот за здравство има инспекции. А тие плати што ги земаат од нас, граѓаните. Не може лекарствата во Македонија да бидат поскапи, истите, кои се од наше производство, дори поскапи во Македонија, отколку во соседните земји. Едно. Второ, да се става на позитивна листа скапите лекарства, бидејќи Фондот за здравство, почитуван Клековски, или можам да кажам и не почитуван, за мене се е исто. Ако нешто видам дека не се работи како што треба. Милиарда евра е Фондот за здравство, а вие што работите? Да се стават скапите лекарства исто на позитивна листа, тоа го бара народот во Македонија. Што правите со милиардата? А тоа се за 4 години, ако кажеме еден мандат, тоа се 4 милиарди, може дали буџетот секоја година да оди и нагоре. Тоа е едно со Фондот за здравство. Да, исто така вчера објавив дека ми се јавија од гостивар тука, од Црвен крст, кој го и до вчера го прозивав со она монструозниот Црвен крст за соработка некаква секаква, да. Веројатно луѓето препознаа нешто и добро, дај Боже да во секоја институција луѓето препознаваат. Јас не викам за мене, има многу добри луѓе во Македонија. И во секоја институција 2 до 3%, значи 2 до 3% има одлични, честни, поштени луѓе. Дај Боже тие кога би се ставиле сите во една група, кога би дошле, веројатно се би било подруго во оваа наша, за сега, жалостна Македонија. И ова ќе го кажам. Има многу народ кој бара секаква помош. Значи, државава ние, тие кои може да се снајдат, си заминаа половина од тие што заминаа од нефункционалноста на системот, не од друго. Тие и тука можат добро да заработуваат. Тоа ми го кажувале. Зборам дури за високо образовани лица. Имам уште една, да ја кажам, понуда до нашите власти, да речеме, власта која е во моментот. Значи, имаме многу загрозени семејства. Има многу семејства кои земаат, да речеме, социјална помош, така? Но, многу од тие семејства кои земаат социјална помош, истите тие, тука се работи 99,9% мажи, седат во кладилници. Во кладилниците имаме казино, фактички апарати, во казина, на тие луѓе. Значи, ако институција мора да функционираат, и тие луѓе, јас ги фачам, барем во гостивар, за 2 дена сите, да им се одземе социјалната помош на такви. Кладилници, иако и да има, во кладилници не сме да има апарати за коцкање, не сме. Не може да биде и кладилница и казино на секој чекор. Казино
Не она што го зборувате на 500 метри од школото, коцкарниците, од школите. Казино само ван градот, неколку казина и готово. Не сме ние тука за казина, не сме ние тука за коцкарници и апарати. А наистина тие луѓе кои земаат социјална помош и се постојано таму, сум слушал, бидејќи јас не влагам во казина и коцкарници, никогаш во животот, да им се одземе таа помош, да се даде таму каде што треба. Исто и ова ќе го кажам. Имаме многу, тоа е порано, но и сега тоа се случува. Се даваат инвалидски пензии на луѓе, да, и кои се за тоа, мислам, кои се инвалиди, но и на многу кои jednostavно плачаат, таа инвалидност ја немаат. А многу вистински и реални инвалиди, многу луѓе тука им се жалат. Инвалиди со да не кажам, она како вика народски, 300 болести со факти. Истите тие не може да добијат нити пензија, ако се за пензија или ако, не знам, значи, тамо државата што нешто дава за такви категории на луѓе, нели, ако се помлади и така натака. Тоа не може, тоа мора да допред сега, да речеме, после видеово и одма. Мора некој да ги контролира тие луѓе, и ако така се работи, тие луѓе се само за во затвор. И не само тие. Секој кој го гази достоинството на еден човек, на народот во Македонија, мене не ме интересира ништо во Македонија. Дај Боже цел свет да биде добар, меѓутоа тоа не може да биде такво нешто. Мене ме интересира за Македонија и за секако мојот гостивар. Дај институциите да функционираат, барем ранливата категорија на народ која е огромна, да нешто има некаков бенефит некаков да има во оваа држава. Не може, значи, никој не може да помогне. Еве, ќе кажам и уште еден пример кој веројатно од другата недела ќе го објавам. Исто се работи за фондот за здравство, Министерството за здравство кој исто така има милиарда евра. Се работи за една, не е таа жена на 30 години, ми пиша пред неколку дена, имала некоја така ретка болест за која што нашла тука преку почитуваниот доктор Сашко Николов, тој е Штип, можел да му изврши операција некаква, секако, тоа било приватно, значи не во државна институција, како што ми кажа, на женава му требале 6000 евра да ги собере. За некого 6000 евра се 6 милиарди, 6 милиони. Имала таму на нешто таму дадено тоа и баш ми рече дали можам да му помогнам со нешто. Да, еве, јас можам да објавам видео. Меѓутоа 6000 евра не се собираат така лесно тука во Македонија. А 6000 евра не сакам, можам да го употребам исто. Значи за мене монструозно е, како што го нарекува Црвен крст монструозно исто е и фондот за здравство. Ако не плати 6000 евра за таа жена, мајка на 2-3 дечиња, не знам колку беше, за таа операција. Колку време треба да собира донации за тие 6000 евра? Една година? И многу такви други. Дајте да се освестиме, освестете се, бидејќи народот никогаш не бил и не е будала. Може би има многу, да, многу има, нажалост, тука тоа е пречката во Македонија. Многу партиски војници во сите партии, но половина Македонија, да не кажем и повеќе, не е партиска и му пукнало од сите. Така Македонија, еве ќе го пуштам уште еднаш да го слушнеме барем на видео, звукот на птиците, па да не биде малку поинтересно. Да, тука го зелов, еве, и ова да ви кажам, ова е еден парфем кој ми го подарија, одличен парфем, секоја чест, благодарност, нема да ја спомнам, нели? Тоа не е парфемерија, туку е дисконт, каде што парфемериите од нив земаат роба. Уствари парфеми, каква роба може да зема парфемерија, да? Ова ми го подарија пред 3-4 дена и ми вика, бидејќи ме следеле, вика, да, те гледаме што и како, сепак, вика, ти си таков човек кој треба да мирисеш добро, дали? Иако јас имам своји парфеми, имам други
таму се воспална и така натака. Меѓутоа да, благодарност. Така, почитувала Македонија сите добри луѓе, сите кои се во странство, да. Ево уште еднаш да го слушнеме гласот на птиците, бидејќи одамна ги нема. Дури и штарковите, ластовичките не идат тука, веројатно бегаат на друго место. Дајте да се освестиме на време и секоја институција да работи. Иако имаме 200.000 администрација, која треба да биде 1/3, зашто земаат плата? Тие земаат плата од нас, од нашите граѓани. И треба да работат на своите работни места, не да работат за своите джебови. Секој е добро.